Во студиото на Утрински брифинг е господинот Фатмир Бетичи, заменик председател владата или подпредседател, стално има ги воведува вие заменички функции, не знам што е разликата со подпредседателските, тоа се некакви бирократски финеси. Задолжен за економскиот систем во Македонија. Господин Бетичи, ние прв пат се гледаме во студио, а може би, и не сме се среќавале многу и така натаму, и морам да ви кажем дека ве гледам како настапувате во вашите медиумски соочувања со новинари и така натаму, и имате една изворедна сигурност во тоа што го говорите. Како е да се биде подпредседател на влада која е на 111-то место на корупција по најнови мерења на перцепција? Предизвик. Но веќе неколку денови, но и пред да стапам во функција, за мене е прв пат да стапам на ваква функција, тоа е воопшто да се занимавам со политика. Јас доаѓам од долгогодишно искуство во граѓанскиот сектор, кај што во суштина една од заложбите ми било да гледам транспарентноста на јавните институции, тоест работата на јавните институции, како они се справуваат, тоест без разлика дали е со бизнес секторот или пак со другите чинители. Сум бил на страната на приватниот сектор, па знам како е да бидеш на другата страна. И секако кажувам дека е предизвик, затоа што знаеш како другата страна и кои се очекувањата, и сега гледам кој е однесувањето на институциите. За жал, ќе направам една споредба, тоест, ако си наставник, јас имам работено доста во неформалното образование, и имаш еден ученик кој што цело време е со двојка, и некогаш ќе добие двојка плюс, он не е добар ученик. Сега ќе добие двојка минус, не може да му каже дека е многу лош ученик, затоа што е на двојка. И за жал ние Македонија ја движиме секогаш на двојка. Повеќето 15 години наназад тешко да отидеме на тројка. И ја мислам дека сега ми е предизвикот да направиме и шекори да отидеме нагоре. Сепак се чини дека прилично бевте затечени со ова и како влада, морам да признам дека и јавноста беше затечена. Мислам, таков пат во индекс на корупција, јас сум еден од основачите на транспарентност во Македонија со години. Тие индекси на перцепции се секогаш проблематични, бидејќи тие не мерат вистински состојби, туку како јавноста ги разбира вистинските состојби, има во тоа смисла, не се тие бесмислени. Меѓутоа, ваков пат не се очекуваше од влада која што, ајде да кажем, барем драматично не ги влоши ситуациите, ако веќе не ги ни подобри. Дали сте всушност казнети заради неподобрување на состојбите, а очекувањата беа големи? Мислам дека тоа може да биде една од причините, затоа што секако очекувањето е многу поголемо да побрзо се решаваат одредени проблеми. Но пак ќе кажам, има два начини на решавање на проблемот. Тоа е адхок решавање и со многу пиар, за да евалујето променат перцепција, и другото е системското решавање на проблеми, кој што е малце поспоро, но е подолгорочно и подолготрајно. Ние работиме на системско решавање. Во новите мерки што ги превземате за помош на економијата, вие инаку вчера говоревте дека сакате системски да се осврнете на помош на економијата, а не само адхок. Кажете ни накратко, бидејќи вчера ги најавивте, не знам како вие тајмингот во владата, кога и ќе ги објавите официјално? Ние очекуваме неделава да ги завршиме консултациите со сите засегнати страни и во принцип штом ги завршиме консултациите, мислам и да ги донесеме за да помогнеме апликативно законските решенија. Велите со сите засегнати страни, ќе очекуваме потоа протести, изјави дека некој не бил консултиран и така натаму, или овој пат мислам веќе имате и искуство, ова е кој четврти, пети пакет што се прави? Ја мислам дека како ниедна влада, особено мојот кабинет, се залага да ги вклучи сите страни. Дури е интересен феноменот, сите кои што не беа организирани, сваќаат дека само преку организирана форма можат да се изслушат, почнуваат да се организират, и веќе договорив во саботата со коморите кои што представуваат одредени сектори, да се здружат како едно тело, кое што цело време, секој месец ќе консултираме, без разлика дали има мерки или нема мерки, зашто тоа е начин на кој што најдобро сваќаш каде си во
економија. Ако добро го разбирам пристапот, овој пат не одите на давање пари, кои што нема да се враќаат, туку овој пат одите на, читам наслови дека работевачите се шокирани што нема да добијат пари за да делат плати, туку одите на овозможување кредити и други поволности кои што треба да помогнат на економијата. Може малку повеќе околу тој принцип? Да, значи ние и претходно искрено мислам дека работодавачите сметав дека имаат доволно информации за да разберат дека помошта која што ја дававме не беше безусловна и неповратна. Дека за да стане неповратна помошта која што ја дававме, затоа што сите ја зборуваат помошта за плати, таа имаше услови за да стане неповратна. Тоа значи дека ние не можеме да преюдицираме како ќе работат компаниите. Но таму имаше услов дека ќе станат неповратни средствата ако они финансираат и инвестираат во човечките ресурси, инвестираат во стандардизација, инвестираат во технолошка опрема, инвестираат во производство, за да докажат дека во суштина се грижат за тие кои што треба да ги одржат. И така станува неповратна помошта. Дополнително, сега велиме истото, само што одговорноста ја споделуваме и велиме ќе направиме системско решение, затоа што со јакнење на развојната банка и давање на можност развојната банка да си ја земе улогата за развојот во државата и на стопанството, а секако ние ќе се грижиме со критериумите за задржување на секој едно работно место и така натаму, и ги споделуваме одговорноста и работодавачот има можност да дојде до средства кои што денеска не ги има, да ги искористи за истата цел и секако дел од нив да станат неповратни, како што било претходно, ако ги исполни одредените услови. Да бе прашам не како политичар, повеќе како експерт. Задоволни сте од начинот на кој што тоа го разбра или не го разбра бизнес заедницата во Македонија? Што е објективната слика? Мислам, бидејќи во Македонија има не само во економијата, во целото општество има едно расположение во кој што државата треба да биде и мајка, и татко, и баба, и дедо, од сабаре да те буди до навечер да те заспива. Овој тип кој вие сега го превзимате со една, како кажем, стимулација за покренување на предприемништво, има ли ефекти? Ја морам да кажам дека стопанските комори, кои што се клучните чинители на представување на стопанството во државата, се задоволни. Значи немаат, они повише зборувавме за одредени услови кои што треба да бидат ставени во мерката, одошто да кажеме да целосно ја отфрлиме, за разлика да кажеме од помалите сектори во стопанството кои што има негативни да кажеме реакции. Но мислам дека ние сакате да кажете крупниот бизнис е по-задоволен? Па не, затоа што кај стопанските комори имаме представници на микро и малите предпријатија, значително покриеност, но велам различни гранки, очекувањата беа различни, но тоа што е суштан и духот на овој пакет, јас го кажав на неколку пати, на неколку наврати, дека ние мораме сите заедно да се бориме. Се боревме сите заедно. Северна Македонија е една од ретките земји во регионот кој што има донесено 4 пакети на мерки. Економски мерки. Без разлика на големината, толку е капацитетот на државата. Го носиме 5-тиот пакет, ја веќе вчера реков. Ако продолжи кризата и уочиме дека е потребно, ние ќе имаме нови пакети на мерки, затоа што сме докажале дека ги следиме приликите. Допревте ли до работниците? Гледайте, да. големата полемика светска е дека левицата, социјалдемократите во светот на крај се занимаваат многу повеќе со бизнис заедницата отколку со работниците. Со овие мерки допирате ли до работниците? Можеме за тоа цела емисија да направиме, ја ќе ви кажам дека е тоа така. Завршувајќи со Бајден кој што доаѓа за председател и веднаш почнува со Амазон да комуницира, а не да носи мерки, но тоа е сега друга тема. Допревте ли со мерките до работниците? Да, затоа што јас ја кажав, мислам вчера на една изјава, дека ние со мерките во суштина заштитивме значителен голем број на работни места. Тоа се самите работници. За жал,
ние сепак изгубивме заради COVID 17,000 работни места. Но механизмот не можеше поинаку да се направи, затоа што имавме овде различни... Имаше предлози поинаку да се направи. Да се помогне директно до луѓето, така. на граѓаните, тоест на работниците, но тоа е целосна дисторзија на пазарот, затоа што ние не сме работодавачи. Ние вака, сметам со мерките, во 8 месеци, 9 месеци од кризата, луѓето почна да веруваат дека за проблемите што се случуваат заради COVID, одговорна е државата, и ние, ако државата нема, колабира системот, што не е така, и затоа сметам дека овде има ке зборуваме понатамо... Се обидувате да бидете левичари во капитализам. Значи, ве гледам како... Не, затоа што има смисла да се дадат пари директно на работниците. Не е тоа безсмислено. Не, смисла има. Но која е последицата? Значи, не дека нема смисла. Ние затоа дадовме парите... Последицата е заживување на економијата со тоа што ќе се свртат парите, а луѓето ќе ги добијат директно без посредници. Затоа направивме мерки кои што 700.000 граѓани во суштина добија платежни картици или средства на трансакцијска мерка. Сега ќе има ли такви мерки во новиве мерки? Сега не, затоа што предвидуваме една мерка во која што е исто така голема операција, а тоа е бришење на камати од стари долгови. Кое што навистина ќе ги засегне тие најзагрозените со најниски приходи, кои што за жал влегле во прагот на сиромаштија и не можат да излезат заради таквите долгови. Не ми се чини дека треба многу по-резолутна акција кон тие слоеви во општеството. Треба. Мислам, знаете како убаво е каматите да се избришат, се разбира, тоа е се окей. Меѓутоа имате илјадници луѓе кои што очекуваат многу повеќе од тоа. На крајот на криштата тие не можат главниот долг да оплатат, а не пак каматите. Значи, да, треба, и вчера зборував за системско решение. Министерството за труд и социјална политика системските решенија ги почна пред 2,5 години, кога направи реформа во социјалата, кај што ние, и јас сум бил заложник на тоа, дека не можеш да креираш политики кои креираат сиромаштија. Не можеш ти да кажуваш дека имаш социјална помош и се грижи за социјалната категорија на луѓе и да им даваш 4.000 денари помош. И затоа ние направивме квантен скок од 300% и социјалната помош е 12.000. Не е доволно, велам, но е различно за 2,5 години. Истото го направивме со минималната плата. Памтите, ја бев еден од тие кои што зборува во времето на режимот дека не можете да идете низ светот да привлекувате инвеститори и да им кажувате дојдете платете ги 8.000 нашите граѓани. Затоа што тоа е сиромаштија. Ние направивме... Гледам дека имате и таква реторика, ве читам изминативе недели месеци во кои што со приличен остар речник говорите за платите во странските инвестиции кои што се даваат на работелите. Па да, затоа што мислам дека ние или ќе привлекуваме. Еве вчера да кажам дека има странски инвеститор, првото прашање нивно беше колку ќе бидат платите кај вашите вработени кои што сакате да ги... И они рекоа нашата инвестиција се заснива на висока технологија, ние нема да вработиме 500.000 луѓе, ќе вработиме 60, но ќе бидат за 30% повисоки од просечните плати. Таква инвестиција ни треба. Опозицијата ве критикува и не само опозицијата, туку и во јавност има критики дека токму заради, јас го гледам овој ваш системски пристап, ми се чини дека тоа се рефлектира и во ова перцепција за корупцијата. Луѓето имаат помалку време за чекање отколку што вие сакате системски да го реформирате општеството. Колку тој висок степен на перцепција на корупција всушност ги одвраќа странските инвеститори? Се појавија наслови дека се откажуваат странски инвестиции и заради тоа. Не, па да, имаме различно. Јас сум по убедување не екстремен левичар, но социјалдемократа и кажувам дека ние мораме тоа што е праведно да биде и правично. Странски инвеститори кои не ги исполнили условите, не може ние да ги молиме да остануваат во државата, ќе го раскинеме договорот. И договорите меѓу другото, не се раскинати од нивна страна, се раскинати од нас како влада, тоест од мојот кабинет. Го имате овластувањето, поддршката од ЗАЕВ за тоа? Да, затоа што не се исполнети условите. Некои од нив ќе се навратат, затоа што во 2 години не успеале да ја направат инвестицијата. Но има други. Еве само за вас ексклузивна вест.
од понеделник до вчера, 2 дена, зборувам за инвестиција од 300 милиони евра во Македонија. Едната се заснива на стратешка инвестиција, другата се заснива на странска инвестиција. Зашто станува збор? Едната е комплекс на различни работи кои што се поврзани и двете се поврзани во индустријата, металуршката индустрија, во производи, крајни производи во градежништвото, во високата технологија на градежништво. Странски инвеститори или Едната домашни? е странската, едната е домашна инвестиција, но зборуваме за сума на средства од 300 милиони. Луѓето, едната е америчка компанија кои што беа дојдени од Питсбург во време на ковид, една од поголемите актери во светот во таа индустрија, рекоа без разлика што е ковид, сметаме дека сега е време да инвестираме и ја видовме Северна Македонија како земја. Премиерот Заев најавува со месеци назад разноразни инвестиции, па потоа тоа се разлекува, па се оправдува и така натаму. Каква е објективно состојбата со странските инвестиции во Македонија? Кај се наоѓаме на таа листа? Значи, ако не ја земеме 2020 во кој што имаме само дел на реинвестирана добивка и помали инвестиции, затоа што и во 2020 имавме помал обем на инвестиции, сметам дека сме на добриот пат. Навистина сме на добриот пат, затоа што ни отвори системски. Тоа значи дека брзи резултати нема да има? Не, ќе има во краток рок, но ќе има во среден рок. Значи, мораме да научиме. Тоа што сме го изгубили 30 години, ја не велам дека треба 30 години, но ќе почекаме година до година и пол, за да ставиме основа за понатамошен развој. Ја 30 години неам искуство, но имам 21 година искуство, од кои што 12 години зборува зошто Македонија е единствена земја од нормалните земји која што нема долгорочна стратегија за развој. И јас едно прашање поставувам секогаш себе си. Што да му кажам на мојот син, каква е неговата иднина после 20 години да го убедам да остане во Македонија? Неам одговор на тоа. И затоа, како вице-премиер, реков, една за секогаш ќе одговорам на тоа, ќе се заложам да направам долгорочен план за развој на државата, за да јас можам да одговорам, а секако сите ние кои што живееме ово одговориме. Сега тоа бара малце време, но не е залудно потрошено време. Се надевам дека и овие последни 20 минути залудно не ги потрошивме. Ви благодарам за ова гостување. Очигледно дека можеби треба следниот пат да ве викнеме малку за поинаков разговор. Вие сте одговорени за дневна политика, меѓутоа можеби повеќе за овој вид на некако стратегиски. Мора да признаете дека популистичките брзи мерки даваат подобри резултати во јавноста. Не знам. Да се согласувам. Мислите дека е можеби вистината на сред пат, бидејќи и овој тип на теоретски, академски, стратегиски пристапи може да... Не, има два различни пристапи. Или велат можеш да идеш напред да газиш, па после ќе ја креираш стратегијата, или да креираш стратегија па да газиш. Јас сметам дека некаде измеѓу ние треба да бидеме и мене ми е целта да постигнеме консензус во се што ќе направиме, без разлика дали Фатмир Битичи ќе продолжи да биде вице-премиер или не. Фатмир Битичи, благодарам вице-премиер на се уште. Ќе продолжи да биде барем додека трае емисијава. Ви благодарам за гостување.